Дали македонското здравство станува опасно по живот? Главно прашање што ги мачи граѓаните, бидејќи не престанува да се надополнува црниот баланс. 15 годишно момче од Скопје во вторникот вечерта починало во операциона сала на клиниката за травматологија при рутинска операција на скршеница на ногата. Министерството за здравство соопшти дека ќе направи целосна анализа за трагичниот настан. Првичните информации говорат дека станува збор за малигна хипертермија, која се случува во многу ретки случаи кај пациенти кои имаат генетска предиспозиција, стои во соопштението од Министерството. Министерството за здравство ќе направи целосна анализа за трагичниот настан во кој почина 15 годишното момче за време на операцијата на клиниката за травматологија. Првичните информации говорат дека станува збор за малигна хипертермија, која се случува во многу ретки случаи кај пациенти кои имаат генетска предиспозиција. Целиот кадар на клиниката за ортопедија бил максимално ангажиран во напорите да се спаси момчето. Исто така, формирана е и комисија на клиниката која ќе го анализира случајот и по добивањето на официјалните резултати од обдукцијата ќе се соопштат транспарентно на целата јавност. Во наредните денови се очекуваат и официјалните резултати од Институтот за судска медицина. Доколку се работи за оваа генетска мутација, тоа значи дека причината не е до самиот анестетик, ниту пак станува збор за алергиска реакција. Самата генетска мутација влијае на анестетикот да влијае штетно на целиот организам, со зафаќање на белите дробови, срцето и црниот дроб. Во случајот најголема реакција имало кај белите дробови. Граѓаните имаат поделени мислења за услугите во здравството. Скопјаните видно незадоволни, но оние кои доаѓаат надвор од главниот град велат дека на клинички ги третираат солидно, за разлика од условите што ги добиваат во нивните градови. Немам коментар. Не. Никакви задоволни. Каква задоволно? Сега отидов за 10 дена ми рекоа резултатот ќе биде готов, не е готов. Доаѓа од Прилеп еден со дете, 3-4 годишно дете, се снимиле за денеска да биде готов. И доаѓа сестрата му вика, па не е хитно таа. И он се изнервира, почна да псува и си замина со дете. Вика 130 км возам, не е хитно 10 дена чекам. И си замина. Конкретно мажот ми е тука, од Прилеп сме ние. Сега се труда докторите колку што може, малку специфичен е случајов, ама многу се труда да откријат што е. Па знаете што е, јас сум задоволен, меѓутоа многу голема гужва, така да и луѓето не може да постигнат во се. Дополнително, сообраќајниот хаос кој секојдневно настанува на клинички ја отежнува пристапноста до болницата. Па се случува да не може да се помине и да се донесе пациентот до клиниката, па дури и да се плати со човечки живот, велат луѓето. И додека за операција се чека и по неколку месеци, под услов да се постави вистинска диагноза. Еден по еден се множат случаите со сомнеш во системска или лекарска грешка, па подигнување на квалитетот на јавното здравство и понатаму останува и е едно од клучните ветувања на новата влада, кое чека реализација.